Здраво, јас сум Јасмина Јонус, лиценциран психолог, Cognitive Behavior советник. Përshëndetje, unë jam Hana Mehmeti, psikologe pranë shkollës ndërkombëtare Marik në Tetov si dhe këshilluese në qendrën Neokortex në Shkup. Јас сум Ана Попризова, училишен психолог по гимназијата Орце Николов и денеска ќе ви кажам Зошто некои работи околу менталното здравје и посетата на психолог се или не се така? Децата што имаат повеќе другари и добри оценки во училиште не можат да бидат депресивни, немаат причина за тоа. Не е така. За жал и покрај доброто окружување и лагодниот живот, понекогаш сепак може да патиме од депресија. Депресијата зависи од повеќе работи и е многу комплексно расстройство. Голем број ученици кои што постигнуваат солиден успех во училиште можат да имаат депресивно расположение и да се чувствуваат и апатични, и немотивирани, иако првичната слика е дека нели се тие одлични ученици. Училишниот успех не е секогаш одраз на менталното здравје на учениците. Наместо со психолог, можеш да разговараш со најдобриот другар или другарка. И тие ќе ти дадат исти совети. Не е така. Секако дека поддршката од добар другар, близок пријател е од неодмерно значење и секогаш може да помогне за менталното здравје, но секако не е исто како професионална помош со психолог. Psikologu është person i specializuar për atë punë, është person i kualifikuar për t'ju dhënë këshilla dhe për t'ju udhëzuar. Dhe për këtë arsye ai edhe situatën në të cilën ndodheni ju e sheh në formë shumë reale sesa që do ta kishte për një shok apo një shoqja juaj. Ако отидам на психолог, тој ќе ми даде лекови што ќе треба да ги пијам. Не е така. Farmakoterapin apo ilaçet në lidhje me një gjendje të veçantë të shëndetit mental e jep vetëm psikiatri i cili është i specializuar në atë fushë, ndërsa psikologu është ai i cili mund të jep psikoterapi, mund të jep këshillime të cilat do t'i ndihmojnë njeriu apo personave të cilët përjetojnë një vështirësi, si të i kalojnë ata nëpërmjet të bisedës dhe nëpërmjet të kuptuarit se çfarë është problemi i tyre dhe të zgjidhin zgjidhjet e duhura për atë. Лекови, односно медикаменти за справување со ментални расстройства, пропишува психијатар и само психијатар. Психологот може да им ги открие моите тајни на други луѓе. Не е така, бидејќи психологот во својата едукација ги разработува, ги изучува етичките принципи на својата работа, а еден од најзначајните е diskreцијата и доверливоста на податоците. Dhe për këtë arsye, kjo është një rregull e cila nuk mund të thehet dhe për këtë duhet të jemi të gjithë të bindur se psikologu asnjëherë nuk i ndan informatat të cilat i merr nga klienti i tij me të tjerët. Проблеми со менталното здравје имаат само лица со слаб карактер. Да биле посилни, воопшто немало да им се појават проблеми. Не е така. Менталното здравје е животен процес и ние секојдневно си го потврдуваме преку нашето однесување. Проблеми со менталното здравје може да има во некоја фаза од животот буквално секој од нас. Поделба како слаб и јак карактер не постои. Сите си имаме своји доблести и мани. Edhe fëmijët dhe të rriturit të cilët nuk kanë probleme të shëndetit mendor mund të vizitojnë psikologun. Është ashtu. Psikologun mund ta vizitojë çdo kush, qoftë ato fëmijë apo të rritur. Në momentet të cilat ata mund të ndjenë se kanë nevojë të vizitojnë një psikolog, mund të jetë edhe për një çështje shumë të thjeshtë, pa marrë parasysh se paraqesin ndonjë simptom në lidhje me atë. Mund të jetë për zhvillimin e vet personal, mund të jetë për të marrë këshilla të cilat mund t'i ndihmojnë atyre. Дури и ние психолозите, како дел од едукацијата, имаме задолжителен дел каде што одиме на психолог. Психологот е тука за секого од нас. Воопшто не треба да имаме некоја психопатологија или некоја поголема криза за да посетиме психолог. Психологот може да ни помогне со некое базично советување, кризен период, можеби во нашиот личен раст и развој. И тоа е нешто што секој млад човек треба да си го дозволи. Хомосексуалноста е ментална болест. Не е така. Хомосексуалноста дефинитивно не е болест. Иако низ годините, низ разни учебници се провлекувале стереотипи дека хомосексуалноста е болест или можеби има некои биолошки корени, тоа е теорија која што одамна е отфрлена. Хомосексуалноста е сексуална определба и тоа е избор на секој човек.
Psikologu mund të më ndihmoj të kuptoj pse nuk ndihem mirë dhe si të kapërcej problemin tim. Është ashtu? Бидејќи психологот со својата едукација го води оној кој што му се обраќа за помош низ процес на себе спознавање, за да може да увиди личноста, како се однесува, кои се типични образци во однесувањето кои што предизвикуваат проблем и на тој начин заедно со лицето кој што се обраќа за помош да дојдат до нови стратегии за справување со проблемите. Луѓето со нарушено ментално здравје се насилни, непресметливи и треба да ги избегнуваме. Personat të cilët kanë çrregullime të shëndetit mendor nuk duhet t'i shmangim, përkundrazi, ato janë persona të cilët kanë nevojë për mbështetjen tonë dhe ne duhet që sa më shumë të qëndrojmë pranë tyre. Иако агресивноста како симптом може да биде дел од одредени ментални расстройства, сепак најчесто тоа воопшто не е карактеристика на луѓето со некоја ментално расстройство. Менталните расстройства не можат да се излечат, ако некој развие ментално расстройство, ќе го има цел живот. Делумно би се сложила, има одредени ментални болести кои што кога ќе се диагностицираат се присутни во текот на целиот живот и единката и незината околина работи на тоа да ја прифати состојбата и да даде поддршка, а секако и општеството да ја интегрира личноста. Но истовремено во текот на животот на било која личност може да се појават краткотрајни, подолготрајни кризи, ментални, емоционални, психолошки, кои што можат да представуваат проблем, но доколку личноста се обрати за помош, работи на нивно надминување, може успешно да ги надмине и да продолжи активно со својот живот. Живееме во едно модерно време каде што имаме многу достапни ресурси, списанија, социјални медиуми, бесплатни работилници и за моје огромно задоволство, навистина можеме да најдеме лесно соодветен начин како да се помогнеме себе си и да го одржиме менталното здравје. Некои мои омилени совети кои што можеби се секојдневни, но секогаш вршат работа со спортот, обкружувањето со блиски луѓе. Të pushojmë atëherë kur është e nevojshme, të japim vetes hapësirë që t'i përjetojmë ndjenjat ashtu siç na vinë dhe kur kemi nevojë të flasim për ata, të shoqërohemi, të socializohemi me tjerët dhe të bëjmë më shumë nga ajo që na pëlqen ta bëjmë. Знам дека е време да посетам психолог доколку чувствувам интензивни промени во однесувањето, се чувствувам апатично, тажно, нерасположено, не сум функционална во секојдневниот работен или, не знам, дел на учење за учениците и студентите и во некои случаи нели имам појава на различни посериозни симптоми, тогаш е препорачливо да се посети психолог.